Желбата за што поскорешно враќање на власта е толку голема што времето поминато во опозиција изгледа толку долго, штом периодот од 2,5 години се множи со 2 и уште еднаш ја покажува несоборливата вистинитост на Ејнштајновата теорија нерелативноста. Пета година сте власт. Што направивте, кажеме? Што направивте, ве кажеме? Пета година, колега Димитров. Пета година сте од 2015. Што направивте за 5 години власт? Независно од резултатите, истинската придобивка за секоја власт треба да е конструирањето на неискомплексирана опозиција, која може да придонесе за развој на земјата, па дури и на таква, која уште на основањето и презентацијата на својата платформа делува толку скромно и непретенциозно и заслужува да и се завидува. Програмата е слободно, без претензии, можам да кажам, врв во светската теорија и емпириски практики. Тоа се автоктони, изворни, иновативни решенија. А тие врвови, барем на локално ниво, кои се обидуваат да држат лекција, а својот ерудитизам го манифестираат за да карикираат со вистината, сепак биваат поклопени од малку поголеми висини, кои не лаички, туку стручни и академски, иако жестоко против, имаат доблест да ги потврдат фактите. Јазикот е ставен како македонски. Карактер на македонскиот јазик се признати и тоа е единствено кое што е така да речеме јасно, експлицитно во корис на еден значаен сегмент на македонскиот идентитет. Идентитетот не е проблем затоа што определбата е најмногу емоција. Проблем е тоа што наместо со реалноста политика да се оптоварува со ситни подметнувања со што таа ја губи суштината, па наместо проблемот во фокусот е кокетирањето со него, како ирелевантен аргументум ад хоминем. Средното основно општинско училиште Љупчо Сантов. 4-та година, 10.000 изостаноци. Криво ми што колегата Сашко Стефановски не го анализирал ово, само Кирил Методи и Никола Карев, али те разбирам. Еден добар кибиц на директорката не е лоша работа. Кибицирањето со гласачите е во ред, но до онаа мера во која тоа, барем од професионален аспект, нема да се престори во амбиент во кој не достига минимум објективен период, кој ќе дозволи од критичка дистанца дури и да се признае отсуството на јасност во моментот на силен емотивен набој. По однос на, да речеме, договорот со Бугарија, што го имам читано и го имам коментирано на еден наш составнок роман, заедно со некои колеги од БАН, би кажала дека тој договор не е толку проблематичен. Тој договор е добар и од гледна точка на толкувањето на историските факти, затоа што на некој начин, мислам, почитува принцип на инклузивност. И на крајот, за вистинските одговори на дилемите кои мачат. Што ќе направите доколку ќе станете добитник на некоја наша премија? Например, еве, ако го освоите джипот, ќе се возам? Така и со државата, со политиката, со кандидатурите. Не е доволно да изгребеш джип и да го возиш. Најважно од се е да имаш сообраќајна култура. Оти без неа ќе изгубиш дозволата.